Секако да има, кога се работи континуирано, се покажуваат подот на резултатите, но има. Нашиот мотив беше за локални избори, каде што за прв пат видовме 9 лица со попреченост на листа и тоа беа на високи позиции на листите, некако праксата до сега по еден и тоа најдолу, само да се каже дека има некоја политичка партија лица со попреченост. Од тие 9 лица, 2 стана председатели на совет и има 20 во советите, другите не влегоа. Но сепак се ближат председателски избори, можеби парламентарни ќе бидат заедно. Ние сакаме што поголема бројка на лица да има и затоа држиме обуки за да ги мотивираме, но и да им ги објасниме демократските процеси кои треба да се спроведуваат во земјата, кои ако станат политичари, треба да ги практикуваат и никогаш да не заборават дека и тие се луѓе со попреченост и треба да работат во интерес на граѓаните со посебен акцент за граѓаните со попреченост. Обуки државме во Куманово и во Тетово. Тоа се два вида на обуки, каде што првата обука не е за лица кои се слепи или лица кои се глуви, вторите се за лица со телесна попреченост и интелектуална попреченост, затоа што кај нас нема никаква делба по основна етничка припадност или вид на попреченост, степен на попреченост, така да самите ќе проценат дали нивните капацитети да се доволно зајакнати за да се вклучат во политичките води. Покрај тие политички процеси во партиите, ние ги обучуваме и за активно политичко учество во граѓанскиот сектор, затоа што тука се креирањето на политиките на граѓанските организации, но и учество во донесување на одлуки на локално и национално ниво, односно кога се подготвуваат закони, стратегии, да бидат активни, да учествуваат и да дадат допринос за оваа категорија на луѓе. Има голем интерес, но ние гледаме сега да вклучуваме што повеќе нови луѓе кои до сега не присуствувале на нашите обуки и луѓе кои се млади за да имаат време да зајакнат и да се вклучат во овие води, така да не радува интересот и одзивот од лица кои се млади, кои прв пат учествуваат на нашите обуки. Ние повеќе време посветуваме за да им објасниме, но ќе ги поддржиме и понатаму во следните активности, затоа што по завршување на обуките следат настани, каде што директно ќе имаат можност да дебатираат со политички партии и локални власти. И некаде околу декември е предвидена посета на собранието, односно сите структури внатре во собранието, како се донесуваат одлуки, за да им биде јасно ако некој влезе во парламентот како пратеник. Овој проект ќе започне на 1 август и ако го потпишаме договорот, се уште не е започнат и ќе работиме во 3 града: Дојран, Гостивар и Прилеп, каде што ќе работиме директно со општините. Предвидени се обуки за локалната администрација, за подготовка на документација која е пристапна за сите граѓани и комуникација со лицата со попреченост. Сите имаат назначено лице за комуникација со граѓаните со попреченост, но всушност тоа не посетило никаква обука за да ги зајакне вештините да може да комуницира и да им даде поддршка ако побараат слободен пристап до некоја јавна информација, што е нивно загарантирано право. Понатаму ние ќе соработуваме со Агенцијата за заштита на слободен пристап до јавни информации, каде што заедно со нив ќе ги презентираме сите промотивни материјали, но и нивни прирачници. Во овој проект е предвидено и да подготвиме прирачник на лесно разборлив јазик и видео по стандардите за пристапност. Така да последните се обуките за лицата со попреченост, некои од нив не знаат дека постои закон кој ги штити, не знаат дека постои агенцијата, како да подготват пристапка, жалба, ако не им биде доставено информацијата која ја бара. Оваа стратегија на
За прв пат се подготвуваше на инклузивен начин, каде беше вклучен граѓанскиот сектор, но и лицата со попреченост, односно голема бројка на лица со различен вид на попреченост и траеше неколку месеци. Сите тие работни групи, консултации, фокус групи допринесаа да влезат сите прашања кои се поврзани со правата на оваа категорија на луѓе од различни области. Ќе следи период до 2030 за имплементација на оваа стратегија. Ќе видиме понатаму како ќе се одвиваат работите, но и ние граѓанските организации ќе имаме насоки каде да се движиме, какви програми и проекти да подготвуваме за да можеме и ние да имплементираме од дел од стратегијата. Значи ова беше за поздрав затоа што прв пат учествуваме од почеток до крај. И финалната имаме на состанок во влада, слушнато и што имаме забелешки повторно ги кажеме, очекуваме да биде усвоено.